Не можам да ти обяснам колку ми е секој пат разговорот со тебе како една локомотива која што си врви. Знам дека и ти го чувствуваш тоа со сите твои гости кои што ги имаш, горе-доле по сензибилитет сите сме различни табиети, ама кога ќе се препуштиш на задоволството, тоа така некако ќе си оди. Сара Симовска денес, нашиот врвен архитект од оваа помлада генерација, инаку сигурен сум дека можеби за Сара сте читале некој интервју, често знае да биде, како што кажав, еден неуморен оптимист за Скопје. Инаку припаѓа на генерација млади архитекти кои што размислуваат, јас би рекол глобално, меѓутоа делуваат и локално, но создаваат баш така чувство на еден локален идентитет и човечка мера. Во претходното наше издание, отприлика пред не повеќе од половина година, говоревме за таа фантастична скопска артерија од Скопската железничка станица па до нашиот стар дел на Скопје, па се и Калето го споминавме, меѓутоа споминавме и за твоето образование во Милано, интересот кој што го имаш долги години за современиот дизајн, тие природни материјали, минимализам на јавни простори, а инаку морам да признам дека делиме некои исти ставови апропо дека не треба да се откажеме од нашето Скопје, кое што знае да биде многу уморно и да не умори на момент, односно ние го заморуваме, меѓутоа дека вистина и ние како Зеница ја даваме живоста на Скопје, тоа мислам дека денеска си еклатантен пример. Сега колегата Боби, тоа ќе го започнам вака разговорот. Ова што го има на своја креација Сара е всушност поштата во Скопје. Фантастична креација на Ирина Тошева. Јас не знам дали ќе можеш само некако да го забележиме ова дело. Веројатно ова е нова колекција на Ирина Тошева или ова беше твое? Не, нејзина колекција не е последна, пред 2 години можеби. И она се инспирираше од брутализмот заедно со архитектката Тијана, така е подпишана на профил затоа што она работи графички прилози и поштата е главен фокус, значи го принтале материјалот надвор од Македонија за да се обезбеди ваков принт. И од тоа има создадено сукњи, сакоа и така натаму, и јас ја купив оваа сукња што е единствено парче и со задоволство си го ќе носам, а инаку кога ќе се ја склопиш не ни се приметува, кога ќе отвориш се приметува, мислам сакам да кажам не е она баш буквално поштата, него баш е создаден патерн од тоа и мислам добро Ирина е таа која што е и она исто така студираше во Италија и знае како да препознае што е убаво во нашата култура и да го целото тоа аплицира во модата. Фантастично, јас мислам дека не постои подобар бастион од тебе апропо Скопје некогаш сега, традиција, футуризам и во случајот пресликано. Мислам дека денеска јасен пример си за тоа колку си го сакаш нашиот град. Како што кажав, архитектка од новата генерација автори секој пат имаше една визија која помеѓу современиот светски дизајн и таа човечка мера на просторот и чувство за културна меморија. Тоа и го говориш, го провлекуваш. Јас мора да ти честитам бидејќи што сме ние ако не сме во служба еден на друг и да си дадеме аплауз. Твојот подкаст е она што велам јас дистинкција во нашиот во момент нели медиум, ги користиш мудро и паметно да не посетиш, да не направиш аха моменти дека вистина многу малку треба за некои делови на Скопје да повторно се рекалибрираат и да му се даде душа на нештото. Бидејќи потекнуваш од семејство на кое што јас би рекол архитектурата е некако дел од вашата ДНК идентитет, колку чувствуваш дека не наследуваш само професија, туку еден вид одговорност кон просторот и градот денес? Види, секако баш најдов некои фотографии од дедо ми, Симон Симовски, како сме се шетале со брат ми и со татко ми баш низ Калето, затоа што мислам дека треба децата да се носат од мали години да се шетаат на некои историски места во нашиот град, значи не нели да се глорифицираат, секако да се посетуваат и други држави, меѓутоа и во нашиот град имаме прекрасни места, пример прошетка на Калето, и баш вчера бев да го посетам Калето и се потсетив на тој момент дека со дедо ми, со татко ми, со брат ми сме биле на прошетка и тоа е мислам дека најголемата таа некоја семе вградено, значи прошетките, разговорите, книгите, тоа што дедо ми имаше една соба кај што имаше маса со дрвена маса малку наклонета, каде што црташе со оние рапитографии со црно перо, значи ти додека растеш практично обсервираш
некакви сцени, значи некој што растал во музичка фамилија, постојано се свирало нели клавир, се свирало труба и нормално првата играчка ти е трубата. Така, значи ќе свирнеш и ти. Така и кај мене секогаш сум го гледала дедо ми како црта. Татко ми не толку многу на рака, ама дедо ми секако на рака. И имам сите проекти негови ги имам дома, што се надевам дека во даден момент ќе се договориме да направиме изложба за неговата работа. Така што тоа е едно нешто кое што ти кога растеш не си свесен дека е нешто влегува во тебе. Да, е нешто различно од нормалното, тебе тоа ти е најнормално. Значи цртање со рапитограф ти е најнормална работа, шетање на калето и обсервирање на камењата, на градот. Ти се секојдневие. Ти се АБВГ, значи ти се најнормална работа. Така и за некој друг, нели, можеби многу убаво готви, за нив готвењето е, нели, значи не велам дека ова е над нешто друго. Туку едноставно ти го доживуваш како најнормално, па така и сега јас кога и да се движам некаде, мене ми е најнормално природно да обсервирам, да ценам, да сакам, затоа што мислам дека архитектот пред се наоѓа начин да што и да види околу него, да го разбере нештото, без разлика и да еве и во Индија да си, во некоја структура која што е хаотична, ти пробуваш начин да разбереш зашто е тоа така, нели, зашто е хаотично, зашто е, знаеш, пак да од точка на сакање, не од точка на мразење или на критикување константно и така. Ми се наметна прашањето Сара, бидејќи читав изминатиот период некои интервјуа и секој пат си многу прекрасна за обсервација, баш онака човек да те, како буквар, АБВГ. Во едно интервју имаш кажано дека архитектурата никој пат не ти била наметната, меѓутоа баш личен избор. И сега, не знам дали некој пат, бидејќи јас доаѓам од семејство каде што филигранот беше, нели, првиот избор, некој пат мора да признам дека има мал притисок дека мораш да го научиш нештото, меѓутоа, кој беше моментот дека почувствува тоа нема да биде нели професија, туку баш животен јазик со кој што денеска ќе комуницираш и со публиката на Мелем Скопје? Искрено да ти кажам, тоа го правам толку несвесно, како да сум во некоја магија, како да сум хипнотизирана од архитектурата. Значи толку е тоа несвесно, едноставно објавувањето на моите Инстаграм, значи буквално првото нешто што ќе го помислам, го објавувам. Така што не е тоа некоја стратегија, јас ќе го објавам ова и ќе има 1000 лајкови, шери и така натака. Не размислуваш на тоа така? Апсолутно не. Значи кога ќе ми рече некој како стигна до толку лајкс или фол, едноставно што на ум, то на друм, мислам буквално природно ми доаѓа, така што во однос на изборот на професијата не знам дали не ми било наметнато, не. Спомена за дедо, меѓутоа и твојот татко, бидејќи се архитекти, сега некако ми одговори делумно на прашањето, нели, дали можеби постои некој совет, скица или разговор кој што денеска свесно несвесно си го носиш како едно ехо од некој пат и во некои своји лични проекти, тука е да те потсетува. Скица од нив? Па вака сега едно момче од Американ факултетот архитектура ми пиша дека сака да го анализира супермаркетот спроти Драмски театар, кој што е дело на мојот дедо, кој што за жал сега е затворен со алкобон затоа што е нов супермаркет, меѓутоа претходно не изгледаше така фасадата. За жал беше оригиналот. Значи беше доле стакло и горе имаше како едни шестоаголници со бели камчиња, што позади уште е таа старата фасада. Јас тој проект го имам оригиналот и ми пиша студентов дека сака да прави анализа на тој супермаркет. И јас, затоа што сум растала во Карпашедон, сум го користела и стариот супермаркет и знам, и дедо ми го проектирал така натаму и баш ја читав листата на проекти што дедо ми ги работел и сватив дека освен што има многу проекти, ама затоа што не е првата генерација на архитекти, они почнале да работат големи згради многу рано. Значи на 28-29 години они работеле озбилни проекти, затоа што немало кој друг. Значи они биле првата генерација архитекти во државата. И например поштата на Јанко Константинов или тоа се правени од млади архитекти. Значи архитектите тогаш, кога ја работеле таа пошта, биле млади. Говориме за која година поточно? 70, 67, значи после земјотресот, 65, например, супермаркетов, како што видов, е 67, така што
сакам да кажам дека тоа е исто нешто што мислам дека сега не им се дава толку шанса на младите архитекти, заради тоа што се смета дека треба да си над 50 години, нема доволно доверба во младите архитекти дека може да цел проект да изреализираат, што не е тоа пракса во другите земји. Кај нас за жал се уште важи тоа дека нели треба да си постар, не знам. Го минимизираат творештвото на можеби младите. Не даваат толку визионери. шанса. Не даваат толку шанса. Мислам дека е штета затоа што младите луѓе имаат енергија да истрчаат нешто, нели? Како? Маратони онака што се вели во Везлив. Знаат да работат на многу различни софтвери, едноставно имаат идеи отворени и така натаму. Нормално, секогаш може да има консултанти по возрастни, секогаш може да има, нели, значи не велиме дека треба да тотално целосно се исклучат возрастните, меѓутоа мислам дека треба повеќе да се даде простор за млади архитекти да бидат на позиции не само да работат за повозрастен архитект, него на позиции да одлучувачки идеи, значи како ќе изгледа делото. Така што тоа е нешто што така ме води како баш кога ги гледав делата на дедо ми и која година се правени во однос на он кога е роден, мислам дека на вистина имале повеќе шанса да и се родиле во време кога Скопје се срушило, не имале баш шанса да го изградат. Да, една нова табула раса за Скопје. Да. Во минатото интервју говоревме, начнавме, јас и лично сум те прашувал и на радио, дека студиите во Милано вистина ти го променуваат, нели, можеби видикот и перцепцијата и погледот веројатно кон архитектурата, меѓутоа за она премиера денеска која што ја имаме денеска со тебе, што ти даде Италија, Милано, не само професионално, туку и човечки. Генерално, нели, говорејќи за обсервацијата на сите оние локалитети, во случајот како да ги цениме нашите работи. Претпоставам дека Милано, Италија тоа го има во секојдневието. Луѓето како едва чекаат да говорат, а ние како да ги подзабораваме некои работи како сега еве зад камерите, кога го имаше последното интервју со почитуваниот Драги Митревски за Скопското кале. Не знам колку ни е дел од нашето секојдневие како тема на разговор, бидејќи како да имам чувство, не знам ти, да сакаме само да озборуваме некои небулози, а не ние Скопското кале, да речеме, нешто што треба да му дадеме магија, тоа да биде презентација, секојдневна комуникација наша. Затоа дали таа перцепција Италија, Милано тија промени можеби? Вака, во италијанските градови само кога ќе влезеш, јас тоа го сеќав неколку пати кога пример нели патуваш натаму намаму за Божик се враќаш и кога само што ќе влезеш во градот осеќаш мирис на камен, затоа што се оптеретени со каменот во просторот. И тоа стар камен, дури малку тоа може да е страшно, пошто се викаш дали че таа тука некои стари духови, затоа што стварно се е камен и старо. Али они, мислам, италијаните, нели, премногу си го ценат нештото, минатото, пред да срушат нешто, многу мислат и така натаму. Освен за објектите, имаат архиви и за дрвјата, значи во векови, од 15 век имаат мапа, кое дрво на кое место било, со бројка, архивирано се и како што поминувало времето, кое се отсекло, запишува, значи тие се главни во документирање. Мислам и затоа римските градови кои што ги имаме овде нели скупи, и се документирани во некои архиви таму во Рим, значи постојат документи за нашите градови. Значи се има документирано, што ние не го имаме како пракса, нели, да документираме, па и палиме архиви. Мислам, тоа е незамисливо. Значи имаме архиви, нели, и од МТВ, и од сигурно и од Телма имате архиви. Значи тоа се е толку битно да се чува, на нив им е тоа многу битно. Сега за калето, јас некое време веќе се интересирам зошто, нели, тоа така не е на маргините ставено. Кога се зборува за туристичка посета на градот, малтени не се спомнува, не е отворено мислам, отворено е, ама некако до 6, па некако нешто не е баш среден патот да се стигне до таму, некако така, не е осветлено според мене доволно. Навечер не можеш да прошеташ, не знам зошто. И заради тоа го поканив професорот Драги Митревски, кој што го направил истражувањето за калето, значи работел едно 10 години таму со 300 други луѓе, кои што тој ги раководел и откриле 9 слоја под калето. Тоа сакам да го начнеме од пред 5000 години, кога слоевито навлегуваме во Скопското кале. Верувам дека имаше аха моменти во својата последна епизода со него. Тоа би сакал да го објасниш. Што
ти доживеа како ново, можеби во разговорот. Тоа сакам примерно да го Значи, пренесеме. епизодата 22, може да ја погледам на YouTube Мелем Скопје со професора Драги Митревски, буквално една аудио книга за калето, значи човекот, господинот раскажува буквално тоа што тој го истражувал, значи он не прераскажува нешто што читал, него тоа што тој го работел, како што копале најпоследниот слој 8 метри под земја е од 5000 години пред нашата ера. Значи тоа е некое доцно камено младо метално доба, сега да не погрешам. И потоа следат различни градови, значи преку Византија, преку Самуилова тврдина, преку нели отоманскиот период и така натаму, стигнуваме до денес, каде што нели денес за жал не се користи доволно и навистина, они имаат архивирано толку многу предмети кои што ги имаат предвидено во еден музеј, што се надеваме дека според информациите тоа е предвидено да се отвори до Скопје 2028 градот на културата. Да, еве поросна дигресија имаше баш пред месец и половина информацијата нели ја проследивме многумина, бидејќи пак ја кажам, ми е честа тема со мои пријатели, просторот околу Скопско кале дека повторно влегува во таа урбанистичка игра. Нови пат нели со поинаков распоред на приоритетите. Ме потсети дека и не знам али прочита дека и токму овој фантастичен бруталистички изглед на поштата ќе добие едно ново руво како еден младешки хаб каде што млади ќе се спојуваат и ќе биде место за јавен дискурс, за музички концерти, за ликовни изложби и баш ќе се претвори можеби сето тоа како еден бастион на културата за младата генерација и секако еден спој помеѓу традицијата и футуризмот. Апропо се надевам дека до тогаш ќе пристигнеме со сите елементи во Скопје да го доживееме. Верувам дека велат и Скопје ќе пристигне барем до тој датум за да може да биде дел од таа, јас би рекол, календарска година, многу значајна за Скопје. Мора да пристигне, нема друга опција. Да. Добро, јас бев на конференцијата кога ги презентира проектите. Беа дојдени доста странци од Валета, значи пошто претходно била Валета град на културата. Да, Малта, така па е. после од Милано Матера и така натаму, и тие ги споделија искуствата и кажа дека откако биле град на културата, потоа имале 60.000 туристи во еден ден. Замисли. Да, значи колкав е ефектот на тој настан. Значи, да се разбереме, јас ниту работам за Скопје културата, ниту за град Скопје, едноставно... Неутрална обсерватор, тука само бев само на презентацијата и сум срекна дека овој настан ќе дојде, затоа што додека живе во Милано имаше Експо 2015, тогаш кога сум била на многу дизајн уикови, сум учествувала и знам кој е ефектот на било како таков настан. Значи, за неколку дена, пример, пристигнуваат на аеродромот цел свет милион луѓе во Милано, пример. Во Скопје не знам колку луѓе ќе пристигнат. Јас се плашам дали ќе го издржиме туристичкиот притисок. Ќе мораме, тоа ќе биде еден огромен тест, меѓутоа единствен начин за градовите да просперираат во константа да организираат настани, затоа сите градови се тепаат, нели, за да земат некои Евровизија, Олимписки игри, не знам што, за да константно ги потсетуваат и затоа што луѓе веќе се навикнати на таа маса на луѓе, од ресторани до хотели, до сите масажери, до сите можни услуги кои што се нели во туризмот. И сега ако нема толков наплив на луѓе, они немаат што да прават, значи они го имаат спремано градот. Така и ние, сега веројатно ќе ни биде голем предизвик, меѓутоа потоа ќе ни стане добро. Јасно, ќе ни биде навика цела година што се вели. Да. Така што е супер пракса да... Ама ти тикнува папата кога беше како супер се организиравме? Фантастично. Дури беше, сега ова преседан ли, нешто го доживеавме. Сакам да кажам, некој сме под притисок, сме добри. Веројатно сме добри. Презентацијата, претпоставам дека за тоа и спомена, вели со усвоени планови, опфатени се градска четврт Кале, СРЦ Кале, градска четврт Француски гробишта, Тетовска трошарина, парк, ова е зборено за Скопско Кале. Највидливата промена е тоа што вела дека јавниот интерес се става пред агресивна градба. Сега, исто така, планот предвидува и нови велосипедски патеки, ова што барем го читам на патеките на Самуилова, Лазар Личеновски со поврзување на патеката покрај Вардар, пошироки тротари, нови дрвореди. Сега, такви интервенции не се само нели технички детали, јас би рекол нели показател дека градот може да се замисли на овој потек, простор кој што низ кој не се минува само со автомобил, туку и пеши со велосипед и така натаму.
ми интересира дали сериозно ќе доживее нека нова револуција скопското кале. Го чувствуваш тоа дека во моментот има притисок јавноста? Па да, и нема зошто да не, мислам, таму е се направено, не треба да се гради ново кале. Ние калето го имаме изградено, калето го имаме истражено, те драги професорот го има истражено. Со неговиот тим, нели, многу луѓе работеле. Така што не треба ние тука нешто да измислуваме. Тоа е тука, стои, ние само треба да го подсредиме, осветлување, програма и тоа е тоа. Така што тука е, само не чека да, нели. Заради тоа не се сомневам. Да требаше ние ново кале да градиме, ќе се сомневам. Што друго откри почитуваниот драги во подкастот за скопското кале? Тоа ми е некако и еден главен тема и постулат на твоето излегување денеска. Откри многу слоеви, мене многу ми беше интересно во однос на ѕидовите, дека ѕидовите значи не се еден врз друг од различните периоди. Баш вчера отидов тоа да го проверам. Од страната која пристапувате од чаршијата има еден киклопски ѕид и пред него е отоманскиот ѕид. Киклопскиот ЗИД е со огромни камења, кои ќе одите од таа страна ќе го видите, значи буквално се толкави камењата. Се вика киклопски ЗИД. И тие камења, дел од нив се носени од Скупи. Тоа е еден слој и еден период. Да, и пред него, значи отоманскиот ЗИД се проширило малку калето. Значи тоа што сега го гледаме е од отоманскиот период. Највидливото, да речеме. Тоа е најнапред. Меѓутоа внатре има други слоеви на ѕидови и некои се под нив, некои се дрвени биле на почетокот, значи многу интересно. Дека тоа е различни ѕидови имаат различни периоди. И баш се гледаат од кога ќе дојдете од чаршијата, се гледаат киклопскиот и овој отоманскиот и баш се гледа различната структура на камења. И многу е интересно, мене ми е тоа фасцинантно. Да. Сара, дали скопското кале доволно интегрирано е баш пак ќе те пачам во современиот живот на градот и дали околината на калето треба да биде повеќе културна зона отколку комерцијална денес? Или да се направат можеби комбинациите од двете? Сакам само да кажам нешто за поштата, добро што ја спомна. Инаку поштата има некако кули, вака кружни. Тоа за архитектот Јанко Константинов се инспирација од калето. Од кулите на калето. За да има некаква значи, од едната и од естетика. другата страна, они се поврзани, само што се направени во различен стил. Така. Како што и доле, значи како што треба да биде направен. Така што апсолутно е логична поврзаноста помеѓу ова да биде некоја тврдина, ова да биде културен хаб. Тие работи се поврзуваат целосно. Мислам ќе продолжиш се нешто. Па не, за да се рече за културната, нели, комерцијална, што значи туристичка, затоа што не гледам никакви продавници да е комерцијална и не треба да има. Па тоа дали мислиш дека такво нешто ќе се опипа барем можеби не на самото скопско кале, ама да не се направи некаква нова промена па да се искомерцијализира просторот, затоа што и во тоа сме биле вешти многу во минатото. Сигурно ќе се проба, мислам, ама види, не е лошо луѓето да заработуваат пари. Не треба тоа да го гледаме секогаш како нешто лошо, нели? Затоа што на крајот на денот треба да биде буст во економијата. Се јас не сум експерт за тоа. Други луѓе повеќе знаат, меѓутоа не па се да биде панаѓот, нели? Јасно. Да. Мислиш дека Скопје доволно ја користи Вардар, можеби реката како урбан потенцијал? Тоа беше многу интересно, аз баш сакав да го прашам на конференцијата, ама не стигнав. Например, треба според мене се вратат кајаците на Вардар. Не знам дали ти текнува дека... Како не ми текнува, да. Да. Значи, тоа е еден спорт кој што е дел од културата на Скопје. И јас понекогаш гледам некој повозрасен кајакар кој што си вози, си весла. Така што мислам дека тоа би било прекрасно, како што се на матка, нели, кајаци е прекрасно. Така мислам дека би било многу убаво, пример, на Скопје да поред, нели, точаците, велосипедите, ролерките, трчањето и во водата да има движење со кајаци. Мислам дека таа култура уште повеќе ќе активира реката, нели, откако и исто така и малку би ја зачистиле. Имено. Бидејќи секој пат кога е Скопје, Вардар, Скопско кале, фантастично некако свето тројство. Имено како светските можеби градови според тебе ги интегрираат денеска, тоа ми е прашањето, своите тврдини историски јадра? Често пати знаеме да научиме многу повеќе од градови како што се Дубровник, Атина и Истанбул. Апропо, па затоа те прашам како можеби светските градови може да ги интегрираат овие, да речеме, локали во
во редовна програма што се вели? Дубровник стана познат преку Game of Thrones. Значи, пак... Зарем не можеме да се подсетиме да разговорот кој што го имаш ти со почитуваниот Митревски, за нешто што имаш 9 слоеви, како рековме, нешто што е датира од пред 5000 години, толку да не биде атрактивна Дубровник да предничи. Не е секој пат, нели, морската површина и има и нешто поинаку. Да, па сакам да кажам, треба да ги користиме тие алатки, од снимање серии до кој сака нека снима од цел свет, нека дојде, нека снима какви сака други сценарии. Game of Thrones не е историско сценарио, ама го користат просторот. И од цел свет најнаш доаѓаат туристи во Дубровник да го видат, да ги видат скалите, кај што не знам која сцена се случило или така и ние можеме Скопје да го рентаме, да го изнемуваме за снимање на филмови. Имаме многу локации, меѓу другото Калето е многу интересна локација за снимање. Ја не знам дали денеска некој добро го протолкувал на некоја холивудско студио да се каже што Скопје е всушност. Тоа е работа. Тоа е работа, значи некој треба да седне тим, и да промовира, да пишува мејлови, да праќа понуди. Така што тоа се методите. Мораме да ги користиме меѓу другото, нели, Инстаграм инфлуенсери, странски инфлуенсери да доаѓаат тука да снимаат. Веќе тоа го прават. Срекни сме, нели, кој Фин. Така е. Ма и други многу, и многу други има, не е само тој. Значи, постојано ни се појавуваат видеа, нели, од странци, ма тоа е како бран, значи ќе почне еден и друг ќе дојде. Како домино ефект е. Апсолутно. Да. Сега го споминавме јас и ти зад камерите и Скопскиот аквадукт. Јас би рекол не само што еден од највпечатливите, можеби, нели, и најмистични историски објекти во Македонија, со години стои како нем сведок, јас би рекол, на различни епохи. Дали те плаши фактот што толку значаен објект со децени останува на маргините на јавниот интерес? Имам чувство дека кога се смени малце сега, да речеме, новата градска постава, дека се активира и дезивира како и секој пат, ние сме поучени од искуствата. Меѓутоа, мислиш дека и тоа не е дел од редовната прошетка и план, можеби и зачувување на оваа културна наследство? Мислам дека спомнаа дека тоа ќе го ставаат назад за програмата на Скопје 2028. Така што мислам дека таму ќе се случува нешто, али повторно ќе речам дека треба и после тоа и пред тоа да има најверојатно добро е да има ресторан или нешто. Сега нормално тој да не биде инвазивен некој. Ама луѓето ако немаат да јадат и да пијат малку кај нас, нели, немаат зошто да отидат. Ама не е тоа само кај нас. Секаде во светот сега живееме во конзумеризам. Значи не е како порано да си носиш сандвич од дома и кафе во термос. Така, сите очекуваме да стигнеме да можеме да се напиеме кафе, Така што можеби е добро да се предвидат некои ресторани кои што гледаат на каква аквадуктот, меѓутоа да не го узурпираат просторот. Да не можеш да го видиш аквадуктот од рестораниве, значи некои суптилни кои што пак ќе те повикаат да дојдеш таму. И тогаш мислам дека кога ќе има поента, луѓето ќе почнат да го посетуваат и да сепак ќе треба некој да го менаџира тој простор. Стоби е одличен пример. Да, имавме прилика баш пред 10 дена да го говориме за баш некако ни беше централна тема. Супер. И дека имаат и социјал медија сега и многу пак се издвојуваат и мислам дека им е порасната посетата заради тоа што веќе се појавуваат на Инстаграм и баш симпатично. Баш симпатично. Се е до промоцијата. Зошто Македонија често пати реагира предоста кога станува збор за културно наследство? Барем јас така имам чувство. Па ние сите мислиме, например, кога ќе се објави било што еве и на Меле, тоа да ни беше единствениот проблем, ние имаме други проблеми, дај да ги решиме првено вие, па после ќе... Ние мислиме дека културата е луксус и дека тоа е, значи не знам, треба, имаме проблеми во здравството, имаме проблеми имаме проблеми во ред, значи имаме проблеми. Меѓутоа, можеби културата ќе ги реши другите проблеми. Тоест, културата исто така многу носи средства. Тоест, инвестициите во културата враќаат средства назад, кои што потоа може да се инвестираат во здравството ако таму имаме проблеми. Пример, да сега се пополнат некои или ревидираат некои дупки. Така е, да. Ако те прашам, каде најчесто можеби грешиме? Во планирање, одржување или во свеста? Па веројатно сите тие одат заедно, свеста започнува од градинка. Јас мислам дека, не знам, чув негде дека во градинка ги учат и за брутализмот, и за
зависи сега која градинка, ама мислам дека децата од градинка, нели, треба да учат и да не фрлаат ѓубре, нели, тоа и ние сме го учеле. Сега колку останува тоа понатаму. Меѓутоа, пак мислам дека се радувам што Инстаграмот веќе се појавија и профили кои што не зависат од државна институција, како што е мојот, како што е Незабела Левенска Милјани, која што си има свој профил за уметноста, кои што само иницијативно си промовираат уметност и мислам дека сите тие работи ја креваат постепено свеста за повеќе да посетуваме изложби, нели, ако е поставена изложбата, џабе е поставена, никој не ја посети. Јасно. Така што ја не мислам дека е толку ниска свеста, меѓутоа може нели нормално подобро. На Мелен Скопје секој пат потсетуваш за европски градови кои што се пример за една успешна урбана трансформација. Кои ти се можеби во топ 3 изборот секој пат што ти се пример како треба свесно, колективно и индивидуално да делуваме и како се она баш пример за вистинска трансформација, нешто што е грижливо, свесно, присутно, разумно тука? Мислам дека треба да се споредуваме со градовите на Балканот, затоа што нив можеме побрзо да ги достигнеме, затоа што нели имаат некоја слична историја како нашата. Јасно. Тука е и Солун, тука е и Белград, и Софија исто така многу добро се справува и со културното наследство, и со нели нови современи трендови, и Тирана исто така. Значи, доколку ги посетите сите овие градови, навистина имаат многу направено исчекор. И сметам дека Скопје треба значи да се тргнат на страна сите тие национални нели оптеретувања и да ги гледа работите од напредок и што можеме да научиме, што можеме да се инспирираме како се справуваат од една страна со културното наследство и како одат напред нели со новите технологии, како тие заедно ги вмрежуваат. Тука нели Љубљана, на пример, конкретно Љубљана, освен на тврдина што има и неколку улички надолу. Ти тоа добро го знаеш бидејќи твојот брат таму. Значи јас не знам што има, ама они тоа толку добро го експлоатираат и толку тоа добро го промовираат и го чуваат и го одржуваат што ти си мислиш дека си во Виена, а нема врска, значи тоа е 1/10 од Виена. Така што пак ќе речам, можеби Љубљана ни е претешка за достигнување, предалеко заради менталитетот кој што они го имаат, кој што е малку австријски, можеби, или не знам, заради Ги имаат тие. Мислам дека овие околни градови можеме од нив повеќе да се со нив да се надпреваруваме позитивно. Имаш чувство дека некој пат Скопје Македонија е во сенка периодов апропо како еден од значајните архитектонски градови на Балканот, како да го загубиме пиедесталот на тој бруталистички изглед, како да има толку многу диверзитет, тоа чисто ме интересира. Или нема, одржуваме некаков стандард? Не треба ние да се плашиме диверзитетот, диверзитетот е позитивно нешто и убаво. Значи ние од една страна излегуваш брутализам, влегуваш во стара чаршија, па имаш некој ориентализам. Тоа ти се допаѓа? Мене тоа ми се допаѓа, тоа е богатството на нашиот град. Не мислам дека треба не е монохроматско. Не мислам дека треба еден стил да доминира и заради тоа на пример кога има некоја изложба за Скопје, на пример на Биенале, брутализмот па брутализмот. Значи јас го обожавам брутализмот, ама не е само брутализмот. Брутализмот не може без Отоманската империја или без некој средновек, мислам, Ристичева палата или никој не збори за Ристичева палата или за некои други, значи сето тоа заедно функционира или без реката Вардар. Така што не мислам дека треба да се издвои еден стил и да се глорифицира, супер, треба да знаеме се за тој стил, меѓутоа не треба да ги забравиме и другите периоди кои што секојдневно се околу нас. Што денеска, апропо сега пак ќе се вратам на твојот оптимистичен дух, ти сознават шемер и јад некој пат кога ќе погледнеш извесен период, ја не знаев дека веројатно велат ќе се реставрира и просторот лево од Скопското кале, поточно лизгалиштето и некогаш нашиот прекрасен Плаја Виста базен. Пред некој ден период исто така се сетив на моите безгрижни детски денови за треска, односно нели кампо треска. Ти пречи тоа што остануваат како ехо? Ми пречи. Ги гледам како можност која не е искористена, која што седи тука и не е искористена. Дали немаме пари? Не мислам дека немаме пари. Мислам дека треба више да излеземе од тоа дека сме сиромашни, затоа што не мислам дека сме сиромашни. Што мислиш, што приликуваш на крајот така велат, нели? Па не, според автомобилите кои што се движат во градот и според саатите поминати во ресторани и кафулиња, не мислам дека сме сиромашни.
Само можеби средствата се на друго место. Се приоритизираат на други, што велиш? Да, така што и еве на пример конкретно за во Битола овој културниот центар го снимав пред минатиот викенд кога бев и некој напиша проектот е направен од само финансирање на граѓаните. Значи некои проекти така се и во ГТЦ е така направен. Делумно од и Треска езерото е така направено. Не знам дали знаеш. Не знаев. Значи дел од луѓето плаќале пари за Треска езерото да се направи. Не е тоа само државен проект. Така што и сега ние можеме да направиме. Која свесна инвестиција? Да, мислам се дали ги прашувале или не, или едноставно сите мора да одделите, правиме езеро. Не знам како функционирало тоа во социјализмот, меѓутоа и денеска можеме да им речеме, тоа го зборував минатата епизода, на тие што имаат повеќе пари, дека треба да го реконструират базенот. Едноставно треба да направиме некои такви програми каде што ќе ги извлечеме тие пари кои што се тука некаде пред нас. Значи, според мене, нормално нема да земаме од сиромашните, меѓутоа од тие кои што имаат фирми и зошто па да не финансираат еден базен? Јасно. Ти кажа дека ќе го заокружиме разговорот со светските трендови во архитектурата. Тоа исто може да го забележиме на Мелем Скопје, кога знаеш да споделиш и знам дека го сакаш зачувувањето на културното наследство. Па дури на една чешма и клупа, како да речеме некои европски и светски метрополи знаат да го зачуваат и да му дадат една своја собствена нова револуција и реинкарнација. Меѓутоа, тоа е моја перцепција дека денес светот се повеќе некако се враќа кон тие природни материјали што и тебе те лично можеби нели уживање, таа една тишина, едноставност. Дали модерната архитектура конечно повторно го открива човекот како една метафора и колку тој биофиличен дизајн и поврзаноста со природата стануваат една неопходност, а не само естетски тренд? Биофиличност. Зависи, значи, генерално повеќе светот оди во користење на одржливи материјали, со фокус на дрвото. Ние сме малку назад со тоа, мислам се прават викендици од дрво, ама, например, никој не би се нафатил, например, да направи музеј од дрвена конструкција или некоја административна зграда. Тоа се трендовите во светот, значи веќе не е надпревар во најубава фасада, него во поодржливи материјали. Дрвото, значи сега има ламинирано дрво кое што е многу статички цврсто. Дури на временски непогоди видете, може да биде. Видете, значи има некој страв дека дрвото побрзо би се запалило, значи кога ќе палите дрво и друг материјал, пример челик или бетон, челикот најбрзо гори, па бетонот, па дрвото. Дрвото може би гори, ама поспоро. Имаше во пожарот кога беше во Лос Анџелес, само една куќа од дрво не беше изгорена, сите други беа запалени. Да не заборавиме дека сите наши фасади во Скопје се од стиропор. Стиропорот најбрзо гори. Така што без разлика што конструкцијата е од бетон, тебе фасадата ти е од стиропор, така што нешто ќе пламне. Така што трендовите во светот се повеќе во однос на користење на одржливи материјали, без разлика на формата. Веќе формата е сувишна, битно е кои се материјалите, кои технологии се внатре искористени, како се заштедува енергија, нели. Така што тоа е фокусот, мислам, кој што ние треба исто така да го. Сега гледам дека се ини во Скопје смарт системи, на пример, нели си вклучиш бољар, си исклучиш бољар. Тоа е супер тренд, меѓутоа мислам дека и на луѓето им се допаѓа. Значи луѓето сакаат нешто технолошки напредно, нели? Кој што сакаме да имаме добар телефон, сакаат да имаат и паметна куќа. Така што во таа насока мислам дека зградите треба во нареден чекор да бидат поодржливи, да користат поодржливи материјали, да внимаваат на околината. Значи внимавање на околината не значи само ти колку дрвја ќе исечеш, него зградата колку материјалите искористени внатре, значи нели да не се користат PVC прозори, ја знаеш дека сум против тоа. Против тоа си, да. Не знам, можат и алуминиумските се подобри од PVC, дрвени уште подобро, нели, и сите тие материјали кои што, да. Спомена за можеби динамиката и брзото темпо на технологијата, колку денеска технологијата и вештачката интелигенција ќе ја променат архитектурата, можеби денес, ама и децениите кои што следуваат или годините? Па јас не сум против вештачката интелигенција, има луѓе кои што се против. Исто така било и кога се појавиле софтвериве за цртање. Ме потсети на твојот дедо, нели? Со 2D техника се тоа, па нели? Да, и сега знаеш ли нас колку ни беше тешко, добро да се тоа. Значи времето се менува, се менуваат
алатките и ние треба да ги користиме за наша добра. Поентата е колку од тоа ќе искористиме да пренесеме во реалноста. Конкретно, например, јас намелеем кога ќе користам многу AI, например, ќе видам нешто дека може да биде поинаку, што го спомнам базенот или зглиштото, ја правиш визуализацијата веднаш. Например, сега ја заседнам да правам 3D, прво Ке ти требаат денови, што велиш му. Зошто? Зошто кога идејата е главна? Јас му кажувам идејата на вештачка, му кажувам стави тука, ренозирај. Пак има авторство, не е дека. Пак да, значи само што времето се скратува, меѓутоа тоа не значи дека идејата губи вредност. Затоа што ти си ја немал таа идеја, јас сум имала таа идеја. Така значи од кај мене така што не се плашам апсолутно од вештачката интелигенција. Апропо, Сара, да кажам, светските трендови во архитектурата, дали имаш чувство дека денешните градови стануваат на моменти можеби нели премногу унифицирани и полека го губат локалниот идентитет или сосема спротивно е тоа? Има вистина во тоа. Има вистина, затоа што еве на пример и Милано сега има дел со скайскрепери или со кули, ќе видиш тие кули со стакло и со се исти како нели во Париз, во Ла Дефанс или сега да не зборуваме во Њујорк затоа што тоа е друга димензија. Така што има вистина во тоа дека се унифицираат како што облеката, значи како што си облечен сега ти, некој дечко во Бразил е исто облечен, така затоа што истите продавници, истите брендови, така што има вистина во тоа. За жал мислам дека да. Мислам дека на светот му одговара тоа, заради тоа што тој што произведува прозори, сака што е можно на повеќе места да ги продаде неговите или мебел. Така што живееме во време на глобални трендови, значи не нема ништо веќе автентично толку или нешто што ќе се издвои од стадото. Да, за жал. За жал. Кога споменуваме светот, се повеќе читам дека се зборува за 15-минутни градови, пешачки зони и похуман урбанизам. Колку Скопје е далеко од таа визија? Не мислам дека е далеко. Јас, например, живеам во Тафталеџе, јас за 15 минути можам да стигнам и до Лептокарија, каде што имам и кафулиња, и ресторани, и продавници за и книжара, и за кикирики, и за чоколади, и за се, значи пешки со велосипед, нели, трговски центар имам, имам джим, повеќе спортски сали, водно ми е блиску, Вардар ми е блиску, така што тоа за среќа нели на планот на Кензо Танге веќе е поставено како матрица во Скопје. Нормално може да е проблем во некои нови населби кои што се градат, пример Бардовци може да е одсечено или да, или некои нови или па згуснувањето на населбите е проблем заради тоа што имаме повеќе луѓе, па дали може да се обслужат тие луѓе во смисол градинки и училишта. Па нели заради тоа се направи ново училиште како Кироглигоров во центарот. Затоа што недостасува училишта или некои Колен Делковски знам да дадоа цел дел со нови училници за да ги сместат сите нови деца заради тоа што се згусна населбата, па имаат потреба од повеќе училници. Така што еве и аеродром на пример баш прекрасна населба, значи Јас сум дромско дете, така што некои кога одбиваат да го истражат малку повеќе аеродром, јас велам сте пропуштиле многу. Да. Баш бев на плански изградено, прекрасна населба. Сега можеби во делот кај новите згради се губи, особено можеби кај Тобако наполитанките што ги века. Имено, да. Значи тука нели имаше на времето, ако се сеќаваш, сигурно ќе се дати гледачите, нели мали баракчиња кои што беа на спрат. Јас пред извесен период заминав, нели таму се пак ќе кажам, бетонизација е огромна во моментот експанзија, меѓутоа не го препознав тој дел од аеродром. Се друго уште некако живее во таа убава мада и тој форма. Дел сега од кога се отвориле долу нели нови кафулиња, нови ресторани, баш хипстерски. Мислам дека баш фино си заживува и си има некој карактер што пример во Карпаш го немаме. И мене јас мислам дека едно кога гледаме некој план, друго кога гледаме како после тоа луѓето го прифаќаат тој план. И мислам дека аеродромците се многу свесни во смисол, на пример, сум забележала многу критикуваат ако нешто не им чини. Значи баш се онака не може овака, не може тука не се паркирате, нема. И баш тоа е добро, мислам, тоа зборува за една свесна будна населба и граѓани си го бараат тоа што го заслужуваат. Да. Да, затоа што градот е сервис, е услуга на граѓаните. Така имено. И некаде кон крај, што мислиш дали архитектурата
во иднина повеќе се фокусира на емоција, на ментално здравје и квалитет на живот? Секако, не се во последно време, од секогаш, нели, нормално, битно е да имаш отворен прозор, да имаш визури, да не гледаш во комшијата, да гледаш, ако можеш, да имаш отворен поглед, просторијата да биде доволно осончана, проветрена, пропорциите на собата да бидат, нели, правилни, за да имаш простори за кревети, за шифонјери, за можеби работна маса и така натаму. Или некакво, не знам, катче каде што ќе си ги истражуваш твоите таланти, како што ми рекле, не знам, можеби свириш гитара или флейта. Како и да е, тоа било од секогаш, нели, на архитектурата една цел. За жал, некогаш се намалуваат тие метри квадратни заради, не знам, одење горе на цената на квадратот. И луѓето не може да си го дозволат тоа задоволство, ама јас им велам, па и не мора сите да живееме во центар. Не зошто не живееш во Ѓорче? Што му фали на Ѓорче? Апсолутно се сложувам. Имам живеено и таму, така што апсолутно се сложувам. Да, така што мислам дека на архитектурата секогаш целта ќе биде квалитетен простор, да. Секој пат уживам како да сме, што се вели во твојата дневна соба и да си споделивме некои добри совети. Верувам и она што го споменавме на самиот почеток од разговорот дека Скопското кале во моментот ќе биде како и Скопскиот аквадукт. Заборев за Македониумот да те прашам, Крушево, дали и тоа можеби те фасцинира секој пат кога ќе застанеш пред истиот објект? Секако дека ме фасцинира, исто така, значи, Искра е братовчетка на баба ми, значи пак сум поврзана тука. Да, сам авторката на Македониумот. Така што и од баба ми имам слушано како го граделе, го правеле, имам некои фотографии стари од тоа, така што мислам како ти текнува таа форма, мислам колку си ти отворен во умот за да создадеш такво од една страна скулптурално, од друга страна футуристичко дело. Статички како да го направиш тоа. Значи да направиш една форма која што нема внатре ни столб ни ништо, него е целата, значи од арматура внатре, како е тоа смислено, значи денес нема да може да го изведат, кога ќе ти стават столбови внатре гради милион. Така што една отворена, една растеретеност, најверојатно сега со телефониве сме премногу оптеретени со информации, не можеме вака малку да си ги отвориме очите и чисто и слободно да размислуваме, па да создадеме ни такви дела, како што за среќа ги имаме веќе на нашата територија. Ти благодарам. Од секој аспект си ми инспирација за разговори. Не знам што е следната епизода на Мелем Скопје, кој го имаш за соговорник. Знам дека вчера ги имаше млади дечки за ботаничката градина во Лисиче. Па не се више толку млади. Веќе се 40. Значи тука се со нас некако. Добре, јас сум пред 40, мислам 34 години имам, така што имам време до 40, али дечките имаат градина во аеродром, можете, мислам, епизодата ќе објавиме денес, да ја слушате за општествена градина, каде што околу 50 луѓе градинарат, како што велат тие. Е многу интересен концепт и се надам ќе го видиме на повеќе места на градот Скопје. Одлична ботаничка градина на почетокот, па потоа прерасна во секојдневие. Мојот пријател, чинам дека една сезона садеше од домати до краставици. Мислам, беше баш интересно дека во една таква интересна урбана населба Лисиче возможи да можете да си направите свој ескейпизам. Секоја чест. И за населбата што ги поддржува, мислам, општината, браво. Одлично. Јас само посакувам и Карпош да го доживееме тука тој парк кој што ни го ветија во моментот не е во добра состојба, но да го доживееме. Јас би сакал искрено. Да. Сара, беше драго. И мене.